Ова се најавите за денешните настани. Охрид стана партнер во УСАИД за заекнување на капацитетите за искористување на ресурсите. За 20% поскапени услугите во хотелско-угостителскиот сектор. Укинување на мерката за задолжително носење маска во затворен простор и новата препорака на Комисијата за заразни болести. И од македонскиот пазар се повлекуваат киндер производите. Отпочна процес за отварање откупен пункт за овошје и зеленчук. Дневникот вообичаено започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, но релативно топло за овој период од годината со пораст на дневните температури на максимални 16 степени Целзиусови, во текот на ноќта умерено облачно и топло. Во четврток над западна, северозападна, северна и централна Европа нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и над Балканскиот полуостров. Во останатите предели од европскиот континент стабилно со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на температурите на крајните северни и источни делови, сончеви периоди. Максималните дневни температури на Балканот од 12 до 19 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо. Локално се очекуваат од 10 до 12 литри дожд на метар квадратен. Минималните од 2 до 10, максималните дневни температури од 11 до 18 степени. Во Охрид во четврток времето умерено облачно и нестабилно со слаби врнежи од дожд и ветер. Минималната 7, дневната 13, во петок и сабота свежи утра. Температура од 4, односно 6 степени, а во текот на денот сончево со локална облачност и температури од 18 до 19 степени. Во недела умерено облачно време. Слаби врнежи од дожд и драстичен пад на температурата на само 8 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Шмант 900 грама 109 денари. Маги алпска супа 47 грама 29 денари. Томи мајонез 380 грама 72 денари. Плазма коцка 270 грама 99 денари. Sensation 1,5 литри 23 денари. Доритос 100 грама 39 денари. Пазарете со мерак ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Последните неколку години општините покажуваат поголема фискална дисциплина, но се уште е потребен механизам преку кој на општините ќе им се бара отчетност за нивното работење. Речиси повеќе од половина од македонските општини немаат натрешни ревизори. Не е решение бескрајно давање на помош од буџетот без да се детектира кои се причините поради кои општините влегле во буџетска нестабилност. Ова, меѓу другото, беше истакнато на денешното потпишување на меморандум за соработка со 24 општини, меѓу кои и Охрид во рамки на проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. На општините може да им се даде поголема фискална автономија, но пред тоа да се направи мора да се измерат нивните капацитети. Голем дел од општините се соочуваат со ограничувања, од кои најважно е намалениот кадровски капацитет пред се во доменот на финансиите. Овој предизвик со кадрот е поврзан со другите проблеми пред се во доменот на буџетирање. Од непочитувањето на системските чекори во буџетирањето произлегуваат пак сите натамошни проблеми, како фискалната недисциплина, поголемите долгови и поголемите обврски, вели професор доктор Борче Тренески од Економскиот факултет. Во последните 2-3 години имаме малку поголема дисциплина, односно реализацијата на планираните приходи и на планираните расходи е малку поголема во однос на претходните 3-4 години. Значи, почнувајќи од 2018 година навака, гледаме некое придвижување. Дали заради унапредување на капацитет, дали заради свесноста зголемување кај менаџерите, често и во градоначалниците се гледа свесното влегување во долгови обврски. Дури тоа не може да се случи до крај. Потребни се индикатори какви што имаат високоразвиените земји за рано предупредување пред определена општина да влезе во финансиска недисциплина, односно потребен е механизам преку кој на општините ќе им се бара отчетност за нивното работење, објаснува професор Тренески. Видите, последните неколку, како да кажеме, буџетски барања, ако ги видите оние скалестото зголемување на плати, сите барања се само да зголемиме. Пред да ги утврдиме причините. Зошто определени општини влегле во таа фискална нестабилност, не е препорачливо да се им се намират нивните долгови. Тоа се случи предходно. Во дел од општините имаме корупција, во дел имаме неефикасност, во други дел имаме правни процедури, во други имаме криминал. Додека не отклучи, видиме која е основата. Дај да направиме тоа, да ги отвориме, да видиме на кои општини треба да ни се помогне, кои општини треба да се санкционираат, кои општини треба и на кој начин треба да се направи тоа. Меѓутоа, анблок покривање на сите општини, видовме дека повторно дел од општините ги зголемија своите обврски. Именно согласно физибилити студијата направена 5 јули 2021 година, презентирана пред советниците на Советот на општина Охрид, вкупниот долг на нашата општина по сите основи изнесувал 296 милиони денари. Од тој момент до 8 ноември 2021 година долгот се зголемил за фрапантни 494 милиони 291 778 денари, речиси двојно од тоа што бил, кажа на крајот на минатата година градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. За 20% се повисоки цените на услугите во хотелско-угостителскиот сектор. Трендот на поскапување ќе продолжи во следните месеци. Туристичките работници стравуваат дека повисоките цени ќе придонесат за помал број на гости, бидејќи цената е пресудна за организирање на летни одмори. За 20% пораснаа цените на хотелските и угостителските услуги. Според Хотелската асоциација, тоа се должи на трендот на пораст на цените на сите производи и зголемените трошоци. Поскапени се аранжманите, храната и пијалуците во локалите, а тоа ќе продолжи доколку и во следните месеци растат цените на основните производи. Тешко е да дадеме цени, со тоа што со оглед на тоа дека цените на се одат нагоре. Значи, енергијата оди нагоре, прехраната оди нагоре, платата оди нагоре, основните три артикли кои го прават нашиот производ одат нагоре, нормално е дека и производот треба да оди нагоре. Притисокот од порастот на трошоците е неизбежен, велат од Хотам. Туристичкиот сектор стравува дека поскапувањето ќе придонесе за помал број на гости, бидејќи цената е пресудна за организирање на летните одмори. Стравувам дека ќе имаме уште една сезона каде што ќе бидеме со домашните гости кои нема да бидат оваа година исто како минатите 2 години, затоа што веќе финансиски се многу повредени и покачувањето на платите минимални не донесува до некои позитивни влијанија, затоа што све е оскапено 2 пати, 3 пати.
Дополнителен товар врз туристичкиот сектор е енергетската криза и порастот на цената на електричната енергија. Хотелската асоциација и независната угостителска комора од ноември минатата година бараат финансиска поддршка од државата за надминување на кризата. Да се укине мерката за задолжително носење маски во затворен простор, препорача Комисијата за заразни болести. Исто така на денешната седница на Комисијата е донесена и препорака повеќе да не се следат контактите на заразени лица. За да стапат на сила, препораките на Комисијата за заштита од заразни болести треба да ги одобри владата на седница. Најпрво ја разгледавме епидемиолошката состојба во државата и заклучивме дека моменталните услови ни овозможуваат да размислуваме за намалување на рестриктивните мерки и се согласивме да препорачаме укинување на мерката задолжително носење на маски во затворен простор. Од оваа мерка се исклучок здравствените установи, домовите кои згрижуваат постари лица, аптеките и јавниот превоз. За овие 4 затворени објекти или како да ги класифицираме, останува задолжителното носење на маски. Од сите останати затворени простори, маските може да се носат само по желба на индивидуите, но задолжително носење не се практикува веќе. Повторно препорачуваме маски да носат возрастните, тие што се имунокомпромитирани и оние кои што се со хронични болести. За нив препораката останува. Значи нема задолжение, но има препорака бидејќи носењето маска е ефикасна мерка за заштита од пренесување и за заштита на здравјето. Тоа е едната мерка и втората поважна препорака која денес ја донесовме се однесува на следењето на контактите од потврдени случаи на COVID-19, се укинува епидемиолошкото следење на контактите и последователната препорака за изолација на контактите. Ова се две крупни промени. Како што зборувавме повеќе недели наназад, ние ја проценуваме епидемиолошката состојба и планираме постепено олабавување на мерките, бидејќи не сакаме наеднаш да се соочиме со зголемен ризик. Превентивно од македонскиот пазар се повлекуваат киндер производи, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Граѓаните кои што купиле некој од овие кондиторски производи на компанијата Фереро, истите да не ги конзумираат, туку да го вратат на местото од каде го купиле. Од пазарот во земјава се повлекуваат серии производи киндер, чиј рок на употреба истекува на 3.10.2022 година, 23.8.2022, 2.6.2022, 7.7.2022, 15.7.2022, 11.6.2022 и 30.6.2022 година. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува вонреден инспекцијски надзор кај операторот со храна Atlantic Trade до Скопје, увозник на производите од компанијата Фереро. Контролата била спроведена откако компанијата Фереро од Загреб, Хрватска, информирала дека од превентивни причини од пазарот во Македонија се повлекуваат неколку серии од киндер производите. Попладнево, како што информира од Агенцијата за храна и ветеринарство, добиле и нотификација од системот за брзо предупредување за храна и за исхрана на животни на Европската Унија, со која се алармира дека на пазарот во земјава е пласиран сомнителен чоколаден производ од овој производител. Врз основа на извршената инспекцијска контрола на компанијата увозник издадено е решение со кое се забранува промет на производи киндер. На операторот му е издадена наредба да изврши отповикување на наведени лотови од производот и повлекување на количините кои се пласирани на пазарот. Потврда за итно превентивно повлекување од пазарот на производи од овој бренд до агенцијата пратила и компанијата увозник, која извести дека од пазарот се повлекува производот Kinder Choco Bones од производителот Фереро Белгија, е потенцирано во официјалната информација од АХВ. Агенцијата за храна ги известува потрошувачите кои го имаат купено овој вид производ, истиот да не го консумираат, да го вратат на местото од каде што го купиле. Најмногу население помеѓу два пописи се иселило од југозападниот регион. Пад на населението има во сите 9 општини, најголем во Дебрца и центар Жупа, најмал во Вевчани. Во Охрид, иако населението се намалило, бројот на станови бележи раст.
Југозападниот регион процентуално има најголем пад во бројот на населението во државава. Според податоците од пописот 2021, регионот бележи пад од 19,93%. Интересно е тоа што иако бројот на жители во последните 20 години е намален, бројот на станови бележи раст од 26%. Југозападниот регион се протега на 3340 квадратни километри и зафаќа 13% од вкупната територија на државата. Во него живеат 177.398 луѓе или 9,65% од вкупното резидентно население. Се наоѓа на 4-то место и по територија и по број на население. Со 53,1 жител на квадратен километар е на 5-то место според густина на население. Во споредба со 2002 година, регионот има загубено 44.153 жители, што е по 13 жители на квадратен километар или 20% од населението. Пад на населението има во сите 9 општини во регионот. Процентуално најголем пад има во Дебрца и центар Жупа. Охрид за 20 години има загубено 4321 жител или по 11 жители на квадратен километар. Интересно е тоа што иако бројот на жителите е намален, бројот на домаќинства е зголемен за 12,8%, а на станови за 15,5%. Сличен е случајот и со Струга, која има загубено 12.396 жители или по 25,6 жители на километар квадратен, додека бројот на домаќинства и станови е зголемен. За 20 години најмал пад на населението во регионов од само 3% има во Вевчани. Официјално се отвора првиот откупен пункт за земјоделски производи во општина Дебрца. Пунктот ќе биде лоциран во селото Требеништа, каде инвеститорот ќе треба да го реконструира и адаптира селскиот задружен дом. Денес со потпишување на договорот помеѓу општина Дебрца и фирмата Али Фреш Фруит и официјално се отвори првиот откупен пункт за земјоделски производи и овошје во општина Дебрца. Откупниот пункт ќе биде лоциран во село Требеништа, во големата сала на селскиот задружен дом. Во рамките на задружен дом во село Требеништа постои една поголема сала. И таа не е сега опатена со реконструкцијата, меѓутоа таа е во постапка која што заврши, издадена на заинтересиран приватен инвеститор од Ресен и според бизнис планот кој што го даде инвеститорот во наредните 10 години ќе треба тој тука да изгради современ откупен центар за земјоделски производи. Со ладилник, дефинирано во бизнис планот по години, која активност треба да се преземе, крајната цел значи да се изгради еден модерен ладилник, односно модерен откупно дистрибутивен центар, кој што е на вистина начина потреба за земјоделците од нашата општина. Според договорот, закупувачот е должен да инвестира во реконструкција и адаптација на деловниот простор согласно намената и инвестиционата програма. Со оваа постапка правиме голем исчекор напред кон подобрување на квалитетот на услугите при откупот на земјоделските производи и промоција на производството, со што се отвараат и нови можности за идните инвеститори, вели градоначалникот на општина Дебрца. Во иднина учениците во средните училишта ќе можат да се запишуваат и на електронски начин. Ова е овозможено со новата дигитална услуга која ја презентира денес Министерството за образование. Учениците кои ќе се запишуваат во прва година средно образование за 2022-2023 година, од оваа година ќе може да се пријавуваат електронски наместо да поднесуваат документи во училиштата. Тоа ќе го овозможи новата дигитална услуга електронско запишување ученици во средните училишта, која Министерството за образование и наука ја изработи во соработка со Центарот за управување со промени во рамки на проектот финансиран од Амбасадата на Велика Британија. Услугата денеска им беше презентирана на директори на средни училишта. Овој месец ќе почнат обуки за наставници за нејзино користење, а ќе биде функционална во јуни, кога ќе бидат и уписите за средно образование. Со новата услуга, нагласи министерот Јетон Шаќири, ќе се избегнат непријатните метежи и чекањето со документи в раце пред шалтерите. Се заштедуваат трошоци за праќање по пошта, како и време потребно за пријавување. Покрај сите придобивки, дигитализацијата на услугите значи и минимизирање на можноста за какви било коруптивни дејства, истакна министерот.
Ваквата услуга лани првпат им беше овозможена на првооделенците преку националната платформа за електронски упис на првачиња. По налог на општина Охрид, екипите на јавните предпријатија Градски гробишта и Охридски комуналец реализира активности за уредување на спомен обележјата и зелениот простор во нивна близина. Санирани се исчистени бистите и спомен плочите и извршено е соодветно хортикултурно уредување на околината. Овие активности се дел од програмата за работа на Оделението за култура. Во иднина согласно програмските активности во соработка со јавните предпријатија, предвидено е да бидат ревитализирани, санирани и обновени сите споменици во надлежност на локалната самоуправа. Оваа сезона градскиот ракометен клуб Охрид најголемите тензии ги доживеа на теренот во Кавадарци, кога гостуваа против Тиквеш. 4 месеци подоцна, повторно овие две екипи играат меѓу себе овој пат во Охрид. Во борбата да се избегне последната позиција на табелата, охридските гладиатори потенцираат дека овој надпревар им е важен и затоа мора да заминат од теренот со високо кренати глави. Со многу емоции ракометарите на Охрид го очекуваат следниот надпревар од суперлигашкиот плейоф. На гости доаѓа Тиквеш, екипа од која загубија на гостински терен во дуел кој имаше и трето полувреме, по кој суспензија добија Михајло Младеновиќ и тренерот Раде Стојановиќ. Но што било поминало со ладни глави, голема мотивираност и борба за секоја топка мора да се дојде до победа, истакнува еден од учесниците на немилиот настан. Морам да кажам да е Тиквеш доста добра екипа, квалитетна, са доста добри квалитетни играчима. Не знам, мислим да требамо да дамо свој максимум, да играмо со 120%, што е више могуќе, затоа што мислим да треба да победимо и да одиграмо што е боле могуќе без велики број технички грешака, да остваримо победу што е брже могуќе, ако е могуќе у 40 минута, у 40-том и надам се да ќе тако и да буде, jer je veoma bitna utakmica za nas. Иако ракометниот клуб Охрид покажува солиден квалитет на сите надпревари, посебно против големите фаворити, екипата не стои најдобро на табелата. Причината за тоа ја анализира еден од најискусните ракометари на Охрид со долгогодишен стаж во македонскиот ракомет. Годинава мислам дека е лигава една од најдобрите во изминативе години. Сите екипи се изненачени, да речам, беа како што Пелистер 2 го победи на Вардар. Ние со фаворитиве, со Пелистер, со Вардар исто игравме до 50 минута нерешено. Како што кажав, да ги навалиме техничките грешки и мислам дека можеме да се надигруваме со сите. Надпреварот Охрид Тиквеш е закажан за петок со почеток во 18 часот во спортската сала Билјанини извори. Ова е вистинска можност за охридските ракометни фанови да му посакаат добре дојде на долгогодишниот поранешен тренер на Охрид Горан Андоновски, кој за прв пат во својата кариера гостува во Охрид на клупата на друга екипа. Од државното првенство со воздушно оружје кој викендов се одржа во Битола, охридските стрелци се вратија со грст медали. Викендов на стрелиштето во касарната во Битола се одржа досега најмасовното државно првенство со воздушно оружје во категорија јуниори, јуниорки и сениори, сениорки во категориите воздушна пушка и пиштол. На ова првенство учество зеде околу 90 на стрелци од сите категории, што е досега најголема масовност во изминатите 10 години. Најдобрите стрелци се надпреваруваа на современо опремено стрелиште со електронски мети. Охридските стрелци ги постигнаа следниве резултати. Во сениорска категорија во дисциплината воздушна пушка Мартина Петровска од стрелачкиот клуб Охрид донесе златен медал со резултат од 589,4 кругови. Во категоријата јуниорки, нашата најдобра јуниорка Јована Милеска не успеа да обезбеди пласман меѓу првите три позиции, па со резултат од 597,5 кругови се пласира на 5-тото место. Марија Вангеловска во истата категорија се пласира на 13-тото место, Калина Чепуњовска беше 15-та, Ива Маленко беше 16-та. Во екипата пласман јуниори со резултат од 1717,3 круга, јуниорките се пласираа на 4-тото место. Во категоријата на сениорки пиштол, Валентина Горджовска од женскиот стрелачки клуб Лихнидо се пласира на 6-та позиција со резултат од 500 кругови, како и Велибор Баловски, кој исто така од женскиот клуб Лихнидос се најде на истото место во категоријата сениори пиштол со резултат од 521 круг. Најголемо и најпријатно изненадување приредија младите јуниори на пиштол.
Стефанија Велјановска од стрелачкиот клуб Охрид, вице шампионка за 2022 година со резултат од 502 круга, Иван Милески од истиот клуб, вице шампион со резултат од 482 круга. Бронза донесе Климент Мостро од женскиот стрелачки клуб Лихнидо со резултат од 481 круг. Во дисциплината воздушна пушка јуниори, најдобриот стрелец од Охрид Бојан Спасеновски од женскиот стрелачки клуб Лихнидос ја освои вице шампионската позиција со резултат од 598,8 круга. Никола Спировски се најде на 8-то место со резултат од 565,7 круга, а Кристијан Баловски на 14-та позиција со резултат од 510,9 круга. Уште два настапи до крајот на месецот ги очекуваат дел од нашите стрелци надвор од државава. Во продолжение следуваат вестите од светот. Украинската вице-премиерка Ирина Верешчук денеска изјави дека ќе бидат отворени 11 хуманитарни коридори за цивилите заробени во борбите помеѓу украинските и руските сили, вклучувајќи го и опколениот јужен пристанишен град Мариупол. Таа посочи дека оние што го напуштаат Мариупол, каде условите се опишани од меѓународните наблюдувачи како апокалиптични, можат тоа да го сторат само со своите возила, додека колони автобуси ќе се користат за други линии. Украинските власти речиси секојдневно се обидуваат да отворат маршрути за излез од Мариупол, каде што се смета дека илјадници цивили се засолнети од тешките борби што израмнија голем дел од градот. Сепак повеќето обиди не успеа, а секоја страна ја обвинува другата за непридржување до прекинот на огнот. Повеќе од 9 милиони луѓе во светот се заразиле со коронавирусот минатата недела, а повеќе од 26.000 починале, објави денеска Светската здравствена организација. Според СЗО, стапката на смртност од коронавирусот е намалена за 43% во изминатата недела. Бројот на нови инфекции е намален во сите 6 глобални региони на СЗО, особено во Африка за 19%, во Европа за 16%, Западен Пацифик за 16%, а бројот на смртни случаи е намален особено во Југоисточна Азија дури и 73% и во Америка за 63%. Најголем неделен број на нови случаи на инфекција е забележан во Јужна Кореја, а потоа следуваат Германија, Франција, Виетнам и Италија. Австралија најави дека планира да ја забрза својата програма за набавка на ракети за да се заштити од Кина. Според изјавата на австралискиот министер за одбрана Питер Датон, забрзаната програма ќе чини 2,6 милијарди долари и ќе зголеми способноста на Австралија за одвраќање. Ова доаѓа како продолжение на минатогодишното ветување на австралиската влада дека ќе инвестира 761 милион долари во изградба на наведувани ракети во земјата. Кинеското поморско присуство во Соломонските острови може да ги отсече Австралија и Нов Зеланд од критичните поморски линии на комуникација со Соединетите Американски држави, принудувајќи ги двете земји да се потпрат на сопствените одбрамбени способности. Стратешката локација на Соломонските острови ги направи клучно бојно поле за време на Втората светска војна. Американскиот Стейт Департмент одобри продажба на воена опрема, оружје и обука за припадниците на армијата за засилување на одбрамбените капацитети на Тајван во вредност од 95 милиони долари. Ова е трета продажба на оружје и воена опрема откако председателот Џо Бајден пред една година ја презеде председателската функција. Пакетот ќе вклучува обука, планирање, распоредување, операција и одржување на системот за воздушна одбрана Патриот, заедно со поврзаната придружна опрема за функционирањето на овој систем, се вели во соопштението од Пентагон. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.